Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në emisionin e sotëm Impact. Përdorimi I pa kontrolluar e internetit dhe rrjeteve sociale nga musha e të miturve ka ngritur shqetësim jo vetëm tek prindërit dhe ekspertët, por dhe më gjerë. Shtete të ndryshme të zhvilluara kohëve të fundit po hapin debate se sa është e sigurt hapësira e internetit dhe a duhet të vendosen masa për përdorimin e rrjeteve sociale nga ana e të miturve. Shumë vende të zhvilluara tashmë kanë vendosur kufizime për përdorimin e rrjeteve sociale, ndërkaq Maqedonia e Veriut ende nuk e konsideron të arsyeshme që të vendos kufizime për të miturit për përdorimin e rrjeteve sociale. Për këtë dhe tema të tjera të fushës së digitalizimit, sonte ne do të flasim me Ministrin e Transformimit Digital, zotrin Stefan Andonovski. Fillimisht ju ftojmë që të ndjekim në material për të vazhduar më tej me bisedën. Последниот извештај на Министерството за внатрешни работи за вкупниот криминал во земјава во период од 2010 до 2025 година покажува дека само 2025 година имало вкупно 465 случаи на компјутерски криминал. Од тие, за компјутерска измама се регистрирани 42 случаи, 7 случаи биле за производство и дистрибуција на детска порнографија, а 29 случаи се регистрирани за прикажување на порнографски материјали на дете, за кои не е пронеден ниту еден сторител. Имајќи во предвид дека овие загрижувачки податоци, легитимно е да се прашуваме дали се безбедни нашите деца во онлайн просторот, кои поминуваат се повеќе време на социјалните мрежи. Една од најкористената социјална мрежа што ја користат децата е TikTok, каде често пати се изложени на булизам, насилни содржини, но и различни содржини непристојни за деца. Често пати децата се жртви за злоупотреба на лични податоци, вклучувајќи објавување на нивни лични материјали или податоци без овластување, но и креирање на лажни профили и онлайн измами, при што малолетниците станале цел на манипулација и биле контактирани од непознати лица. Овие предизвици со кои се соочуваат децата на онлайн просторот, но и загриженоста поради влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје, концентрацијата и развојот на младите, отворија дискусии во многу разни земји за ограничување на употребата на мобилните телефони и социјални мрежи за децата. Австралија стана првата земја во светот што воведува забрана за користење на социјални мрежи за лица помлади од 16 години. Незиниот пример го следе и други земји, како Шпанија, Франција, Норвешка и Данска, а слична мерка деновиве најави и Шведска. Од друга страна, Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации неодамна повика на построга контрола и поголема одговорност на дигиталните платформи, со цел децата да бидат подобро заштитени од штетните содржини, злоупотребите и манипулативните алгоритми. Но владата на Северна Македонија, барем за сега, не размислува да воведува такви мерки. Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, во една изјава дадена во месец февруари, рече дека ограничувањето на пристапот до социјалните мрежи за малолетници би била премногу радикална и би представувала мешање на државата во основните права и слободи. На трансформација, Стефан Андоновски, во една изјава дадена во месец февруари, рече дека ограничувањето на пристапот до социјалните мрежи за малолетници би била премногу радикална и би представувала мешање на државата во основните права и слободи. Господин Андоновски, добро дојдете во нашето студио. Добро, Недов, ви благодарам за поканата. Тогаш да се надоврземе со прилогот, дали останувате на истиот став дека ограничувањето на социјалните мрежи е радикална мерка? Ограничувањето на социјални мрежи за било која возраст треба да биде последна мерка која што ни стои на располагање како држава. Не велам дека не треба да се превземе во моментот кога ќе се оцени дека ситуацијата е толку алармантна да граѓаните или родителите не можат сами да се справат со истата, но пред да дојдеме до таа последна мерка која што не стои на располагање, треба да ги искористиме максимално останатите мерки. И на тоа повикуваме целиот изминат период, и дел од родителите не послуша. Ние уште по почетокот на мандатот испративме
еден прирачник за правилно користење на интернетот од страна на родителите и децата до сите основни и средни училишта во државата, со ресурси како може секој родител да го ограничи користењето на социјални мрежи, па дури на мобилниот телефон на децата. И тие беа дистрибуирани до сите училишта, а потоа започнавме со Центарот за побезбеден интернет, со кој што даваме дополнителни ресурси на деца кои што се соочуваат со проблеми, потешкоти на интернет, некој вид на булинг, на притисок, барање за споделување информации, им стои на располагање и телефонскиот број кој што го работиме заедно со детската амбасада Меѓаши, но и Центарот за побезбеден интернет. Размислувате на други мерки освен овие едукативни кампањи? Секако стојат на располагање и други мерки. Знаете, ние за онлайн коцкањето отидовме со најрадикалната мерка целосна забрана, но еве ќе го искоментираме вашиот прилог. Потешкотиите постојат и во Австралија за вистинско применување на мерката, затоа што државата, знаете, многу лесно може да предложи да донесе закон и со тој закон да ограничи никаква употреба, но дали тоа во пракса ќе биде прифатливо или дали ќе биде имплементирано како што треба, затоа што вие добро знаете дека мобилен телефон дете само не купува од продавница, туку родителот го купува за него. Така што ние не можеме да знаеме колку деца, колку телефони и колку деца имаат. Второ, не можеме да знаеме кога ќе забраните определена социјална мрежа дека детето нема да искористи лична карта, возачка дозвола, друг документ од неговиот родител. Трето, не е дозволено или бебиња немаат мобилни телефони, па родителите им пуштаат содржини на социјални медиуми кои што можеби не се дел соодветни за нивната возраст. Така што прилично деликатна ситуацијата, ние разгледуваме постојано и репресивните мерки на забрана ги оставаме тоа да го прават родителите и второ, нешто за што се залагаме последниот период, го комуницирам со Министерството за образование, а тоа е целосна забрана на мобилни телефони во училиштата. И во основните и во средните училишта. Освен Австралија, вакви мерки воведува и други европски земји. Ќе почекате да видите како ќе биде тоа во овие европски земји, па после и нас да имаме ЕУ има воведено дел од мерките. Тоа има една апликација која што нарекува апликација за age verification или за проценка на возраст, за потврдување на возраст. За жал, првите тестови не се позитивни, затоа што многу голем дел од младите луѓе успеале да надминат оваа апликација, но тоа е една од можностите што стои на располагање, а тоа е во секој телефон при продажба една од задолжителните апликации да биде апликацијата за верификување на возраст, па секој кој што ќе сака да симне определена апликација, прво да мора да помине иста апликација за утврдување на возраст. Тоа е една од опциите кои што ќе разгледуваме за наредниот период. Постои ли некоја можност да се контролираат децата, дејќи велите дека и покрај ограничувањето пак постојат можности децата да користат социјални мрежи? Клучни за контрола се родителите. Клучни за контрола, затоа што родителите бараме да бидат одговорни кон сопствените деца во воспитувањето и нивната наобразба од најмала возраст во секојдневниот живот. Истото мора да го бараме и во дигиталниот свет, со тоа што јас сум свесен дека е многу потешко, затоа што родителите доаѓаат од генерација која што можеби немала TikTok, не знаела да користи социјални мрежи, не ги разбира новите трендови, новите закани, но на крајот тоа е обврска која што доаѓа кај родителот. Еден друг предизвик исто така е злоупотребата на личните податоци, која што станува се позагрижувачки за граѓаните, кои се почесто се жртви на злоупотреба на нивните податоци, како што беше последно тоа испраќање на лажни пораки за сообраќајни прекршоци или за овие со брзите кредити што земале кредит во име на некој друг. Како го преземате ли активности во оваа насока? Ова е тренд, ова е можеби најголемиот недостаток на процесот на дигитализација. И најголемата дилема е заштитата на личните податоци на интернет, дел од податоците што ви ги споделувате волонтерски или сакате да ги споделите, и дел од податоците кои што ги крадат од вас при користење на овие алатки. Мене ми стигна таква пошта, мислам дека во текот на вчерашниот ден и SMS порака да кликнем на определен линк затоа што имам некоја казна во Министерството за внатрешни работи и внимателноста е многу важна. Во овој дел ние мораме да работиме со обука.
ова е делот каде што мораме да подкрепиме свеста кај граѓаните. Во оваа насока ни се и дигиталните можности и курсеви кои што ќе ги нудиме на онлайн платформите и обука директно со граѓаните, но и отворените контакти на порталот за да можеме да им помогнеме на граѓаните ако се соочуваат со вакви ситуации. И често кажувам, кога ќе забележат измама, некој посериозен вид на измама, веднаш да го комуницираат Министерството за внатрешни работи. Вие покажавте една статистика, околу 450 пријави има минатата година. Тоа не е затоа што само бројот на измами расте, тој е голем цело време, туку затоа што луѓето се посвесни и повеќе пријавуваат. Мислам дека тоа е клучот, да пријавуваме и да имаме решение. Да, последните години имаше многу случаи на подигнување на брзи кредити во име на некој друг со злоупотреба на личните податоци. Дали се превземат активности за да не се повторат овие случаи, пошто знаете дека и каматата за тие ако не се плаќаат редовно се огромни. Да, иако ова спаѓа во доменот на Министерството за финансии и регулирањето на пазарот на финтек, ние она што го работиме од наш аспект е дигитализацијата на личната карта и возачката дозвола, со која што еден човек само еднаш ќе може да еднозначно се пријави да знае, да сме сигурни дека тоа е неговиот идентитет, што ќе избегнеме користење на лични карти и возачки дозволи во фотокопија. И второ, голем дел од овие друштва веќе се закачени на платформата за интероперабилност и кога ќе аплицирате сега за брз кредит или за некоја друга финансиска услуга, тие по автоматизам ги проверуваат податоците позадински, но цврстата регулација на овој пазар е заложба на владата и во наредниот период јас би очекувал по најавите и на премиерот една посериозна регулација на финтек друштвата во смисла на заштита на оние кои што работат како што треба и ги почитуваат правилата и законите, а избегнување или затворање на оние кои што работат спротивно на закон. Се предвидуваат санкции за тие правни субјекти што не ги потврдуваат податоците како што треба и имаат многу лесни критериуми за личните податоци. Ова е задача на Министерството за финансии, инспекторатот кој што е во рамки на Министерството за финансии, но апелирам граѓаните кои што ќе забележат вакви ситуации да алармираат, да пријавуваат, затоа што видовме пред само неколку дена како такво пријавување на еден граѓанин доведе до целосно затворање и одземање на лиценцата на едно вакво финансиско друштво. Добро, да поминеме на втората тема. Најавивте укинување на роаминг со ЕУ за следната година, јануари мислам дека беше, како можност дека може од јануари од следната година да очекуваме укинување на роамингот. Како активности се одвиваат моментално во ова насока? Токму денеска, убав момента што го поставив тоа прашање, одлука на Советот на министри за надворешни работи и на амбасадори на државите членки е да се започнат преговори со државите од Западен Балкан за укинување на роамингот. Тоа значи дека првите услови, предуслови кои што ги барале од нас се исполнети. Ние веќе во подготовка на оваа одлука номиниравме луѓе кои што ќе бидат дел од преговарачките тимови. Преговорите ќе траат определено време и очекуваме дека во текот на годината до нас ќе биде доставено каков вид на договор треба да потпишеме како држава. Јас спомнав, тоа ќе биде договор сличен на договорот за стабилизација и асоциација. Законските предуслови од наша страна се завршени и се на мислење дадени во Европската комисија. Штом добиеме позитивно мислење, тие ќе бидат донесени во собранието и потоа сме подготвени веќе да го потпишуваме договорот. Моите очекувања да стојат дека се јануари од следната година, но како што кажав и во изјавата, тоа зависи сепак од Европската унија. Наша прва задача е да бидеме први во регионот кој што ваков договор ќе потпишат и се уште стоиме на тој став. Да, според вашите очекувања, колку е реално тоа ова најава дека од јануари да немаме роаминг со ЕУ? Па според работите што според моите очекувања и распоредот на активности кои што го следам, мислам дека после одлуката во Тиват во Црна Гора најавата и од почнувањето на преговорите има шанси ако до септември-октомври завршиме со потпишување на договорите, од 1 јануари веќе да се намалат трошоците. Добро. ЕУ одобри над 60 милиони евра за реформи, од кој еден дел треба да се искористи за реформи во дигитализацијата. Што имате приоритет во како ќе се користат овие средства во делот на дигитализацијата? Два големи проекти почнуваме оваа година. Веќе завршивме со фезибилити студиите. Едниот проект за основна дигитална инфраструктура од околу 18 милиони евра грант и кредит, кој што ќе значи подобра сајбер безбедност, подобра поврзаност на институциите, размена на податоци и нивна заштита. Вториот проект е
примарен дата центар или владин дата центар, за кој што ја завршувам исто така физибилити студијата, кај што ќе ги сместиме ресурсите на целата држава и каде што ќе емитираме така наречен владин облак на едно место, да можеме да ги спакуваме сите податоци од страна на институциите и потоа поврзување на институциите со владина оптичка мрежа, која што е позадинска мрежа, така наречен dark fiber, кој што значи дека тие нема да излегуваат сите институции на интернет, туку ќе бидат заштитени, и на овој начин сметаме дека со овие два проекти, од прилика една вредност од околу 30 до 40 милиони евра, ќе успееме во прва фаза да ги исполниме задачите кои што ги имаме пред нас. ЕУ бара исто така дел од овие средства да се користат за пристап до дигитална трансформација и IT опрема во училиштата. Дали се работи веќе на тоа, бидејќи предпоставувам дека е посложен процес? Да, тоа е задача на Министерството за образование и во прва фаза тие требаше да опремат 40% од училиштата со основна IT опрема и поврзаност на интернет, што го завршија. Втората фаза мислам дека до следната година е 80%, до 28 е 100% од училиштата. Вие се сеќавате, ние имавме еден проект, за жал не се продолжи понатаму, компјутер за секое дете пред 12-13 години. Тогаш сите училишта во државата беа поврзани со тогашната мрежа постоечка. Требаше тоа да се надградува, за жал не се случи, но Министерството за образование има една амбициозна агенда, а јас во текот на следната недела започнуваме со втора фаза на проектот училишта на 21 век, каде што во сите училишта ќе донесеме иновации во наставата по информатика и во другите предмети со така наречени микробитови, кои што ќе се користат како мали уреди со кои што децата ќе учат да програмираат, малку вештачка интелигенција и малку сајбербезбедност. Каква опрема конкретно предвидува оваа дигитална трансформација? На училиштата предвидува фајбер оптика, што значи брз и супер брз интернет и доволно компјутери за изведување на наставата. Да, ќе се реализира ова, имајќи во предвид дека во многу училишта немаат основни Очекувам да се реализира со тоа што да речеме во поголемите училишта тоа би била поголема бројка на компјутери, во помалите училишта тоа би бил супер брз и брз интернет и можеби некоја помала бројка за една компјутерска училница, но очекувам тоа да се реализира. Ќе имат и руралните средини дигитална инфраструктура? Јас можам да зборам од проектот за училишта на 21 век, ние почнуваме од руралните средини, ќе почнеме, ќе најаваме ексклузивно, ќе почнеме од Брвеница. Така што почнуваме обратен процес, ќе почнеме од руралните средини, па ќе одиме кон центрите. Добро. Најавивте почеток на проектот Везилка со кој се предведува примената на технологии на вештачка интелигенција во нашата земја. Дали може да објасниме за граѓаните што конкретно предвидува овој проект, што значи во граѓаните кои што користат некои од светските апликации, Grok, ChatGPT, Gemini, било која, знаат дека за да добијат одговор на македонски или на албански јазик, системот го преведува прво вашето прашање или промпт на англиски, па го подготвува одговорот на англиски, па потоа ви го преведува на македонски или на албански и секој е свесен дека тие одговори не се точни граматички, синтаксички, лексички така натаму. Затоа наша прва задача е дигитализација на јазичниот корпус. Значи ние ќе работиме на дигитализација на ресурси да тие јазични модели, односно нашиот јазичен модел со Везилка, биде одличен во смисла на точност на одговорите. Да кога ќе прашате одредено културно прашање или историско прашање, ви даде точен, релевантен одговор. Во втора фаза, овој голем јазичен модел, кој што ќе биде полн со информации, ќе биде користен за проекти за употреба на вештачка интелигенција во земјоделие, јавна администрација, здравство, банкарство и култура, телекомуникацијска култура или дигитална култура, а ќе го ставиме на располагање како open source за сите од приватниот сектор кои што ќе сакаат да го користат. Има една компонента на обуки кој што центарот ќе го прави за компании, мали и средни предпријатија, да ако сакаат користат алатки за вештачка интелигенција во нивното работење. Тоа е во смисла центар. Ќе биде достапно и за државните институции? Да, фокус ќе бидат овие 5 области кои што ги спомнав. Енергетика, да ги повторам, здравство, јавна администрација, култура и земјоделие, но секако и сите други кои што ќе сакаат да прават некаков проект поврзан со вештачка интелигенција, центарот ќе им стои на располагање, не знам, Министерство за животна средина, сака да има некоја алатка за да мери бучава или да мери да собере информации за загаденоста на воздухот, ќе може да ја користи секако оваа алатка. Кои државни
институции први ке го користат овој проект? Па моето очекување, затоа што фокусот и од претходно на Финки беше на здравство, очекувањето ми се да почне во здравство, енергетика и секако Министерството за дигитална трансформација кој што потоа ќе ги разложи проектите и на другите институции. Ке очекувате да го олесни ова системот на функционирањето на системот на здравството, бидејќи сега граѓаните знаете се жала дека не функционира баш добро тој дигиталниот систем за мој термини. Моје очекување е дека многу ќе подобри делот на известување, на анализа, на споделување на информации, на распоред на кој лекар кој термин го има. Тука очекувам големи подобрувања, да. Ке има ли обука за државната администрација како ќе се користат ова, бидејќи еден дел не се снаоѓа баш многу добро во дигиталниот свет? Да, тоа е за очекување, ништо не е изненадување. Ние ќе имаме оваа година, почнуваме со Академија за дигитални вештини за јавна администрација. 150 наши колеги од јавната администрација ќе поминат низ едни 6-месечни, 7-месечни обуки курсеви. А овие ресурси сите ќе бидат на располагање и на онлайн платформа на која што секој од дома или од работното место ќе може да помине некаков курс кој што го интересира, целосно бесплатно, а вклучително и преку проектот Везилка, Центарот за вештачка интелигенција, се наменети исто така обуки за користење на овие алатки. Ова е процес кој што постојано ќе се развива и ќе расте, кај во нашето министерство преку 30 вработени веќе користат алатки со вештачка интелигенција, поминаа и обуки со друг еден наш проект Innovate Edich и очекувам дека веќе користењето е на напредно и завидно ниво и употребата, етичката употреба на вештачката интелигенција исто е на задоволително ниво. Ке влијае ли ова воведувањето на вештачката интелигенција врз бројот на вработените во јавната администрација? Па, ако ги прашате вработените, се плашат дека ќе се намали бројката. Ако ја прашате јавноста, таа притиска да се намали бројката на вработени, но самото користење на алатки со вештачка интелигенција не ја намалува бројката на вработени во јавната администрација, но лицата кои што се вработени ќе мора да ги научат овие алатки, да ги користат овие алатки и неки нови процеси кои што се појавуваат. Оние кои што нема да сакаат да напредуваат, за жал ќе бидат, да речеме, некаков вишок во смисла на развој на дигитална трансформација, затоа што ние бараме да нашите вработени постојано напредуваат исто како што тоа би го правеле во приватниот сектор. Така што само по себе нема да значи намалување на бројот на вработени, но секако ќе значи дека ќе се бараат посилни вештини од вработените. Да, има страв и пошироко во јавноста дека со вештачката интелигенција ќе нема веќе работа за некои одредени професии. Како го коментирате ова? Дали треба да стравуваат одредени професии дека ќе згаснуваат со тек на време, бидејќи сега вештачката интелигенција се користи масовно од сите? Па знаете, има Постои ли професии, простор за страв? Две професии што си имаат комплетно променето или ви искористивте потрошок збор изумреле. Да речеме, ние веќе немаме дактилографи во јавната администрација. Немаме повеќе книговодители. Тие потоа стана сметководители, па потоа стана сега веќе се овластени сметководители, значи со работат со лиценца. Така што природно е процесите или начинот на работа на определени функции во јавната администрација се менува. Например, ние имавме писарница и имаме архива. Таа веќе се интегрира во еден човек, наместо да бидат 10 луѓе, и е целосно компјутеризирана, барем во моето министерство, што значи од потребата да имате 6 или 7 архивари и писари, сега имате потреба да имате 1 до 2 максимум. Но па овие луѓе со добиените вештини за дигитализација сега веќе помагаат на архиви и писарници во другите министерства како и тие да се дигитализираат. Што значи дека работа ќе има, но вештините кои што ќе мора да ги стекнувате се менуваат и бара овој процес на трансформација повеќе вештини, повеќе учење, повеќе агилност од страна на сите вработени. Се менува и мојата позиција, ако до сега скоро сум подпишувал стотици хартии рачно, сега подпишувам електронски, така што работата на секој од нас се менува и тука треба да се прилагодуваме, но тоа е редовна пракса не само во администрацијата и во приватниот сектор. А што за тие, да речеме, модерни професии, како например преведувањето, веќе речиси сите ги користат алатките, дигитални алатки за преведување? Барем искуството во моето министерство, ние многу преводи направивме изминатиот период, претежно на англиски заради реформската агенда. Сите кои што не ги погледна човек има сериозни недостатоци, така што се уште мислам дека тука пресудата треба да дава човек во смисла дали е културолошки точно, синтаксички точно, граматички, дали смислата на тоа што се преведува е точна, така што во делот на преведувањето уште
по некое време мислам дека ќе ни бидат потребни и преведувачи и лектори. Секако вештачката интелигенција учи многу брзо. Google Translate денес не е исто со Google Translate пред 5 или 6 години. Стануваат се подобри и подобри, но на крајот се уште мислам дека треба човечки суд да имаме тука. Баш имаме двајца нови колеги кои што ни се преведувачи во министерството и ако ги прашате нивната работа навистина е прилично динамична. Подготвувате некоја законска рамка за користењето на алатките на вештачка интелигенција, бидејќи сега не се баш контролирани и во делот на етиката како и кога треба да се користат ВИ алатките? Многу важно прашање. Мислам дека не треба да се брза со законска регулатива, затоа што прво не ја разбираме доволно потребата на вештачката интелигенција и второ, освен веселка, ние немаме домашен продукт, голем јазичен модел кој што можеме да го регулираме, затоа што нема да ни дозволи ниту OpenAI, ниту Google да регулираме нешто толку големо. Што значи дека ние можеме само да го намалиме напредокот ако цврсто регулираме, но работи еден тим во Министерството на стратегија за употреба на вештачката интелигенција и една од првите задачи на таа стратегија ќе биде да донесеме закон кој што ќе биде едно меко уредување на процесите заради етика, заради декларирање дека нешто е искористало вештачка интелигенција за да биде некој проект направен и ние сме потписници на резолуцијата на Совет на Европа за етичка употреба на вештачката интелигенција и планираме и од таа резолуција пренесеме дел од правилата, од начелата, од принципите во таков некој еден мек закон за регулирање на вештачката интелигенција, но тоа повторувам нема да значи никако не сме да значи запирање на иновациите, на користењето, напротив треба да се поттикне поголемо користење. Се бара од ЕУ законска регулатива за ова? Да, ЕУ побара од нас во претходниот извештај донесување на закон за вештачка интелигенција, налик на AI Act на Европската унија, но во меѓувреме и Европската унија го менува тој закон, ги олеснува малку правилата на игра, нема да брзаме со донесувањето, макар и не исполниле некој од барањата на Европската унија, затоа што сакам ако донесеме закон тој да значи поголем напредок, поголемо користење на вештачка интелигенција, повеќе иновации, а сепак некој ниво на заштита, наместо да одиме на еден ригиден закон кој што утре можеме да го донесеме, но тој ќе значи помалку проекти базирани на вештачка интелигенција. Имате некој законски за некој рок, временски рок до кога треба да се донесе ова регулатива? Не, затоа што не е дел од реформската агенда и планот за раст. Тоа е една препорака од Европската унија дека треба да имаме закон, но нема да брзаме со донесување на оваков закон. Поред. Ви благодарам за вашето време. Благодарам на можноста. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë intervistën për sonte bashkë do të shihemi javën tjetër.